По неодамнешната посета на португалски и француски новинари на Македонија, суштината на известувањето се свело на посета на Охрид со акцент на македонската историја. По неодамнешната посета на португалски и француски новинари на земјава, во угледниот француски весник Ла Фигаро под наслов Македонија, папокот на джиновските царства, објавена е репортажа посветена на Македонија, во која најголем дел од содржината е посветен на Охрид. Најмила, најмиролюбива, но и најдинамична од поранешните југословенски републики, која својата сила ја црпи од богатството на едноминато во кое целиот познат свет од Балканот па до реката Инд беше под доминација на најпрестижниот од нејзините синови, Александар Велики, син на Филип од Македонија. Вака се опишува Македонија во текстот објавен во францускиот весник. Би било можно напорно да се раскажува за неверојатно комплексната историја на оваа земја, која во 4-тиот век пред новата ера доминираше со светот. Потпадна под Римско царство, па византиското, словенизирана и христијанизирана од браќата Свети Кирил и Методи, создавачи на глаголицата, ќе ја спознае турската окупација, исламизација, а во 10-тиот век и апетитите на бугарите, германците, србите, албанците. На крајот и апетитите на грците, кои ќе ја отсечат 51% од територијата и градот Солун. Од балканските војни таму се уште се наоѓаат француски воени гробишта со 13.000 гробови. Распарчена па вклучена во Титова Југославија, таа повторно ја крева својата глава по независноста во 1991 година. Пишува Фигаро и понатаму во репортажата ја опишува Македонија како точка на спојување на култури, религии и джиновски царства, поради што таа не личи на ниту една друга земја и чува вчудоневидувачки природни и културни богатства. Адутот на Македонија, според Фигаро, е нејзината убавина и нејзиното културно богатство, кое генерираат еден туризам кој се уште е во зачеток, а природните убавини на пейсажот одземаат здив. Во описот на културното наследство, почнувајќи од Мајка Тереза, преку црквите, манастирите и џамиите, посебно внимание е посветено на, како што се опишуваат, на љубавите чуда во Охрид.